Задоволителен е бројот на позајмувани книги од Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип, вели директорот Тамер Јамаковски. Посетата на библиотеката и позајмувањето на книги е од страна на повозрасните кои слободното време сакаат да го искористат во читање и да создадат љубов кон литературата, но и дечињата кои за време на летниот распуст со своите родители доаѓаат и позајмуваат лектири. Периодот на летните одмори и летните распусти, библиотеката Гоце Делчев исто така е посетена од голем број на читатели, иако учениците се на распуст, а возрастните се на одмор, сепак голем дел од книгите се позајмуваат. Така што може би не е во рамките на користењето на литературата во претходните месеци кога учениците се на училиште, сепак позајмувањето на книгите е задоволително, така што со своите родители, најмладите доваѓаат, нешто што посебно не радува, позајмувањето на книгите, да си го пополнат летниот распуст, да се оздадат љубов кон читањето, а додека повозрастните позајмуваат литература која што ја користат за да им го пополни летниот одмор. Според извештајот на Штипската библиотека, за 6 месеци позајмени се 10.000 книги, од нив 7.000 се за возрастни, а 3.000 за деца. Возрастните позајмуваат секакви книги. Библиотеката ги истакна најчитаните, а дел од нив се романсите со Лиса Клейпас, серијал Тајни на летната ноќ, драмите од Сара Џио, Зима со мирис на капини, романите на Лусинда Рајли, трилери од Крис Картер и Фрида Мекфаден и од нашите автори Ксенија Николова, Зад маските и Незадоволна. Кога станува збор за најмладите, најчесто станува збор за лектири од 1 до 9 одделение. Понатаму станува збор за серијалот на книги на Исидора Мун, од Венко Андоновски Имаш пчела на носот, Винка Саздова и други. Додека кога станува збор за повозрастните, најинтересно во летниот период е нешто кој што ќе им го привлече вниманието и ќе им го пополни времето најубаво. Тоа се романсите, потоа би ги издвоиле трилерите, психологија, мотивациони книги. Оттаму посочија дека активностите за време на летото се сведени на минимум поради високите температури, но во периодот од 2 до 5 јули се реализираше и летната школа во просториите на библиотеката. Инаку, Штипската библиотека денес може да се пофали со нова пратка на книги, а листата на книги е објавена на страната на библиотеката на социјалните мрежи.